Во студиото со вас, Тамара Дичовска. Почитувани, добро утро, ви благодарам што и ова утро сителе повторно вашиот избор за утрински вести. Трајко Славевски е новиот гувернер на Народната банка на Македонија. Со 68 гласа за и 16 гласа против беше избран од пратениците да раководи со Народната банка во наредните 7 години. Славевски е професор на економскиот факултет во Скопје, но и председател на Советот на град Скопје. Претходно беше министер за развој и министер за финансии во претходните влади на ВМРО-ДПМН. Опозицијата не го поддржа Славевски, бидејќи смета дека станува збор за партиски кадар, а не експерт кој треба да биде на чело на НБРМ. Днешниот предлог е член на орган на политичка партија, барем на последно што имав прилика да го видам од веб страната, односно актуелен член на извршниот комитет на владеачката партија, што е невиден преседан, а секако и своевиден пропуст од страна на предлагачот, председателката Гордана Сијановска-Давкова. Зарем е можно на една ваква битна функција истата да се води по партиски, а не по професионални критериуми? И самата во неколку наврати има изјавено со што преку овој предлог гледаме дека веќе се побива. Како прва жена председателка, вели Сијановска, жестоко се залагам за повеќе жени на највисоки функции и посветена сум на реализација на овие заложби. Имаше прилика, овој пат меѓутоа не ја искористи. Кога зборуваме за Народната банка, сите се согласуваме дека станува збор за институција од клучно значење, чувар на монетарната стабилност и довербата во финансискиот систем, и токму затоа изборот за нејзин гувернер бара личност со неспорна стручност, интегритет и искуство. Професор доктор Трајко Славевски не само што ги исполнува тие критериуми, тој е меѓу ретките во нашата држава кој што и ги надминува. Докажан економист, универзитетски професор со децениско искуство, автор на бројни научни трудови и човек кој што ужива кредибилитет не само дома, туку и во меѓународните финансиски кругови. Собранието го ратификуваше договорот за стратешко партнерство со Велика Британија. Доби 76 гласа за, само 6 против. Иако опозицијските пратеници од СДСМ беа најгласни за според нив спорниот договор, тие сепак се воздржаа од гласање. 6 гласа против ратификацијата на договорот беа од опозицијската левица. Според пратениците на СДСМ не станува збор за ексклузивен договор, туку за политика преку која Велика Британија дава заеми на помали држави. Власта пак е убедена дека станува збор за историски договор. Ова не е договор што создава нешто единствено или стратешко поинакво за Македонија. Ова е дел од стандардна финансиска рамка што им е достапна на многу држави и нема карактер на ексклузивна или стратешка соработка. Токму затоа, овој документ не треба да се представува како историски успех или пресврт во нашата економија. Напротив, тој е дел од еден поширок процес на задолжување. Овој договор е составен од два документи. Едниот е економско-финансиски и едниот е политички. Тоа што е важно е дека со овој договор ние се зацртуваме на мапата на светот. Не е сеедно кога вие разговарате со било која трета страна, а кога до вас ги имате двете најсилни земји во новиот демократски поредок. Ние имаме стратешко партнерство, повторувам, со Соединетите Американски држави и од оваа вечер кога ќе го ратификуваме овој договор во македонскиот парламент, ние ќе бидеме стратешки партнер и со Обединетото кралство. ВМРО-ДПМН на синокешната седница на извршниот комитет утврди 25 кандидати за градоначалници на предстојните локални избори. Во неколку скопски општини, како Аеродром, Бутел и Ѓорче Петров, актуелните градоначалници ќе се кандидираат за втор мандат. За град Скопје се уште се прават анкети и анализи, во игра се повеќе кандидати, меѓу кои министерот за локална самоуправа Златко Перински и градоначалникот на Кисела вода Орце Ѓоргиевски. Аеродром Дејан Митерски, Бутел Дарко Костовски, Ѓорче Петров, Александар Стојковски, Чучер Сандево, Зоран Бајовски, Штип Иван Јорданов, Велес Марко Колев, Свети Николе Дејан Владев, Карбинци Виктор Паунов, Градско Киро Нацков, Кавадарци Митко Јанчев,
Гевгелија Андон Сарамандов, Зелениково Коста Манески, Илинден Александар Ѓорѓиевски, Конче Златко Ристов, Делчево Иван Гоцевски, Ново село Ѓорѓи Божинов, Василево Славе Андонов, Босилово Ристо Манчев, Берово Петар Ружински, Петровец Борче Митески, Битола Тони Коњановски, Охрид Кирил Пецаков, Вевчани Спасе Кочовски, Брвеница Јовици Илиевски, Јегуновце Димитар Костадиновски. Сите кандидати предложени од ВМРО ДПМН водат 4, а во некои општини 5:1. Со оперативен план од 40 милиони евра ќе се вработуваат 16.000 лица, најголемиот дел млади. Владата ќе дава и неповратни средства до 10.000 евра за невработени лица до 29 години за започнување бизнис. Во план е вработување на 400 пожарникари. Владата ќе дава по 10.000 евра неповратни средства на млади невработени до 29 години да започнат сопствен бизнис. Ова е една од мерките од владиниот оперативен план за вработување, вреден 40 милиони евра и кој треба да опфати над 16.000 граѓани. Годинава е планирано да се ангажираат и 400 потешко вработливи лица како пожарникари, кои ќе добиваат по 24.000 денари месечно и ќе се стават на располагање на општините доколку има потреба за справување со пожари. За прв пат државата ангажира толков број на лица кои ќе помагаат во справувањето со пожарите откако го затекнавме девастиран целиот систем на справување со пожарите. На овој начин се подготвуваме за предизвиците кои следат ова лето и ги превземаме активностите со кои ќе бидеме подготвени. Што се однесува до мерките за млади, очекувано е од вклучените лица околу 65% да бидат млади до 29 години. Особено затоа што сите мерки се креирани првенствено да ја опфатат оваа категорија, а притоа постојат и такви мерки кои имаат за цел посебно да ја таргетираат оваа група на граѓани. Младите се ставени во фокусот со цел да се спречи одливот на мозоци и работна сила. Мерката самовработување на млади е надополнета со две подмерки, а зголемена и помошта од државата. Мерка поддршка за самовработување која се однесува на невработени лица со минимум основно образование да започнат сопствен бизнис, висината на финансиската поддршка изнесува 7.000 евра неповратени средства за започнување на бизнисот, што е за 1.000 евра повеќе споредено со претходната година. Новина од ова година е подмерката поддршка за самовработување на млади невработени лица до 29 години, при што висината на финансиската поддршка изнесува 10.000 евра неповратени средства за основање на бизнис. Овој износ е рекорден до сега и е точно таргетиран за млади до 29 години, со цел да се мотивираат својот предприемачки талент, предприемачки дух да го реализираат во нашата држава. Лицата за да ги користат мерките треба да бидат евидентирани во Агенцијата за вработување како активни баратели на работа. Според оперативниот план за 2025, владата ќе доделува младенски додаток за до 23 години за вработени во областа на производството во висина од 3.000 денари, како и поддршка за вработување на лица со попреченост, а ќе се потикнува и практиканството. Има и програми за повеќе обуки, меѓу кои за возачка, странски јазици и компјутери, кои се однесуваат за долгорочно невработени корисници на социјална помош и други загрозени категории, со цел овие лица со низок степен на образование да имаат побрз и подобар пристап до вработување. Александар Динев, Сител телевизија. Денеска започнува судењето за предметот адитив, каде има обвинети 37 лица, меѓу кои поранешниот директор на ИСМ Васко Ковачевски, кој е во бегство, и екс-директорот на РЕК Битола Пеца Митевски. Со оглед на тоа дека станува збор за предмет во кој има 37 обвинети, расправата ќе се одржи во судницата во затворот Идризово, информира од судот. Обвинетите преку шема нелегално распишувале и доделувале тендери за набавка на адитив за јаглен за потребите на АДСМ, подружница РЕК Битола и подружница РЕК Костолмеј. Обвинети се за злоупотреба на службената положба, перење пари, злоупотреба на постапка за јавен повик и други дела. Пред почетокот на судењето, пресконференција од судницата во Идризово ќе одржи и директорот на управата за извршување санкции Александар Пандов.
Со уште едно лице се прошири истрагата за пожарот во Кочани. По повеќе од 2 месеци, осомничени и сопственикот на објектот кој го издавал и го пренаменил од сервис автомобили во кабаре. Со уште едно лице е проширена истрагата за пожарот во дискотеката Пулс. Основното јавно обвинителство Кочани донесе наредба за спроведување истражна постапка кон сопственикот на објектот, кој исто така е осомничен како соизвршител на тешки дела против општата сигурност. Од действијата преземени во текот на досегашната постапка се обезбедија докази кои упатуваат на основано сомнение дека осомничениот, како сопственик на недвижниот имот објект во кој со години функционирала дискотеката, го издавал под закуп на еден од претходно осомничените, без да поднесе барање и да добие одобрение за пренамена на објектот од надлежен орган, заеднички и во договор со осомничениот, неформален сопственик на правното лице, тој на различни датуми и во повеќе наврати во временскиот период од 2012 година до месец март 2025 година преземал градежни активности со кои извршил и учествувал во незаконска пренамена на објектот од намена Г3 сервиси и сообраќајна инфраструктура во намена Б3 големи угостителски единици и овозможил во објектот незаконски да се врши угостителска дејност, дискотека кабаре, стои во соопштението од обвинителството. До судија на претходна постапка доставен е предлог за определување мерка на предпазливост. До утре членовите на семејствата на жртвите и повредените ќе може да дадат исказ пред јавен обвинител да ги остварат своите права како оштетени и да се приклучат кон кривичниот прогон. За Сител, Трајан Ристовски. Ви благодарам што бевте со нас. Следните вести се за 1 час од сега. Убав почеток на денот.